Пред 13 години Македонија поведе програма за стипендирање на талентирани студенти кои би биле примени на еден од 100 најдобри универзитети според Шангајската листа. Но има еден услов. Студентите мора да се вратат во Македонија по завршувањето на нивните студии и да работат двојно подолго од што биле во странство. Само во последните 4 години 8,8 милиони евра од буџетот се потрошиле за стипендирање на овие студенти. Проблемот е што од една страна државата нема начин како да следи кои од стипендистите ги исполниле обврските од договорите. А од друга страна, многумина стипендисти не може да најдат соодветна работа по враќањето, па затоа и се заминуваат. Така, од 178 студенти кои завршиле со студии во последните 5 години, околу 60% се надвор од државата. Оваквата програма наидува на многу критики од јавноста, дека всушност се стимулира веќе алармантниот одлив на мозоци со кои што се соочува државата. Немаме информации дали поголемиот дел се останати во странство, дали се вратени тука и работат нешто сосема поинакво од тоа што би можело да ја предонесе на државата и слично. Доколку студентите не го почитуваат договорот, тие се задолжени да вратат 10 пати повисока сума од средствата кои ги добиле. Односно, ако студент добија максимална стипендија од $160,000 за 4 години студирање во странство и го прекрши договорот, би требало да ја врати на државата $1,6 милиони. Сепак, до сега нема таков случај. Пред пуштањето на конкурсот да се направат добри анализи и истражувања што е потребно во државата, што недостазува на пазарот на трудот и од што државата има потреба.